Се уште не влезени во кабинетите ќе се соочат и Заев и неговите министри. Денеска попладне на првиот ден од работењето на новата влада во Скопје ќе се одржат два протеста на родители и на средношколци. Револтот кај родителите и учениците е предизвикан од неснаоѓањето и журноста на власта до возможни услови за навремен почеток на наставата, а бараат и право на избор дали сакаат да одат во училиште или пак да учат од дома. Во овие вести Ања Василева разговара со представник на средношколците. Ања, повели представи во гостината. Така е Лазе на ден пред вообичаениот ден за стартување на школската година, односно 1 септември, учениците наместо во училишните клупи ќе излезат на улица, како што кажа и ти. За денеска се најавени протести и на учениците, но и на родителите. Во однос на барањата на Сојузот на средношколци со цел овој протест, во ова информативно издание разговарам со еден од представниците на Сојузот, Лука Павикевик. Лука, ти благодарам што прифати поканата да бидеш дел од ова информативно издание на телевизија Алфа. Кои се вашите барања? Ви благодарам и на вас. Денеска организираме како Сојуз на средношколци протест и нашите барања се многу јасни. Се залагаме за комбинирана настава, каде што секоја општина и секој училиште ќе може засебно да донесе одлука во зависност од многу фактори, дали да оди со физички пристап, со намален физички пристап или со онлайн настава. Комбинираната настава, по самото име, всушност подразбира комбинација од физичка и онлайн настава. Каде што дозволуваат условите, ние предлагаме паралелките да бидат поделени во две групи. Едната група ќе доаѓа физички, другата група ќе следи наставата онлайн, со тоа што двете групи ќе се менуваат на 1 или на 2 дена, со цел да има некаков континуитет. Така, во неколку наврати прочитав, имате и повеќе барања како Сојуз на средношколци во однос на стручните училишта, стручните средни училишта. Кои се барањата токму за овие училишта, бидејќи навистина таму треба голема пракса, тоа не може да се реализира само со онлайн настава? Можам да кажам дека стручните училишта се запоставени на некој начин и нив се гледа од високо, се гледаат како некоја втора алтернатива за учениците со полоши оценки, но не смееме така да ги гледаме стручните училишта, тие се еднакво важни како и гимназиите. И нели важна компонента од стручните училишта е праксата, затоа ние бараме секоја пракса да се одвива физички. Бидејќи не може некоја кој е во угостителско училиште да следи пракса онлайн или било каде на друго место. Праксата мора да биде физичка. Другото од нашите барања и за сите училишта се како, например, редовна дезинфекција на просториите, алкохол, средства со 70% алкохол, одржување на строги хигиенски услови, децентрализираниот пристап што го спомнав, секоја општина да се одлучува засебно и така. Така, што велат надлежните, односно образовните и образовните институции? Знаеме дека повеќе пат имавте разговор токму со нив. Што велат, има ли простор за промена на оваа одлука за онлайн настава и ќе ги напоменам тука од 1 до 3 оделение учениците да посетуваат настава со физичко присуство? Сегашната одлука на влада што излезе од 82-та седница подразбира два модела. Учениците од 1 до 3 оделение да следат наставата онлайн со еден исклучок, ако некој има валидна причина, да кажеме хронична болест, да ја следи наставата онлайн, докато останативе следат физички, а тие што се од 4-то оделение до 4-та година средно, ја следат наставата онлайн, освен ако општината нема доволно услови да организира настава, и физички се наведуваат 3 услови. 12 ученици максимум во паралелка, од можност за 1,5 метро дистанца, како и доволни хигиенски услови. Сега нашето залагање е што повеќе средни училишта да функционираат со комбинираниот пристап, да не се оди комплетно физички, но да не биде комплетно онлайн. Затоа се надеваме постепено, како ќе се подобрува епидемиолошката слика во нашата земја, да се отвараат училиштата. Така, доколку не се исполнат вашите барања како Сојуз на средношколци, што најавувате по тоа? Да, ова е протест за овие барања што конкретно ги спомнав. Се надеваме дека повеќе луѓе и средношколци ќе излезат со цел да им покажеме на владата нашиот револт кон ваквото носење на одлуки. Најпрвин
што се случува е многу страшно, бидејќи ние учениците никогаш не бевме консултирани во донесувањето на одлуки до таа средба што имавме пред неколку недели. Затоа, доколку и овие барања не се исполнат, а не продолжиме со процесот на преговори, ние ќе ја бойкотираме онлайн наставата. Така, Лука, ти благодарам за гостувањето во ова информативно издание и ете ви постакувам успешни услови и се надевам дека сите овие барања кои што ги имате ќе ви бидат исполнети. Ви благодарам и на вас за медиумската застапеност, ги повикувам сите ученици пред се, родители, наставници, луѓе кои што ја поддржуваат комбинираната настава да не се приклучат денеска во 5:30 пред Министерството за образование и наука. Ви благодарам. Лаза, во ова линковско вклучување исто така би додала, како што и напоменати во најавата, денеска на улица ќе излезат и родителите на учениците, односно на учениците од основните училишта, но и родителите на средношколците. Тие не се задоволни и не веруваат во онлайн наставата, но исто така бараат и да бидат вклучени во одлуките на надлежните, затоа секој родител да има право да избере каква настава ќе посетува нивното дете. Овој протест ќе се одвива во 16 часот пред владата и ќе се движи до пред Министерството за образование и наука, додека пак протестот на средношколците од Министерството за образование ќе се движи кон владата. Повеќе детали за овие протести најавувам во следното информативно издание, поточно во централните вести во 17:30. Ти благодарам за ова линковско јавување и на твојот соговорник. Убаво да се слушне дека млади луѓе имаат јасен став, со вакви ставови не верувам дека ќе извисат во разговорите идни со владата на Заев.